Јас би сакал денес, пред да го извршиме светиот чин, да се подсетиме на значењето на поимот труба. Зошто празникот на трубите е така наречен? Празникот на трубите. Оваа седмица влеговме во периодот на есенските празници од Мојсеевиот закон. Празникот на трубите, кој е следниот после него? Јом Кипур или денот на помирувањето во превод. Тој ќе се падне сега во четврток, на 2 октомври, 10-тиот ден од 7-тиот месец. И потоа сеници, кои што ќе траат 7 дена, како што траат бесквасници на пролет. Конкретно тоа ќе биде од вторникот 7 октомври до понеделникот 13 октомври ќе траат сеници ова есен. Ние не ги празнуваме овие празници. И ниту еден христијанин не ги празнува. Но есенските празници за пионерите на адвентизмот биле посебно интересни. Зошто? На што укажуваат есенските празници? Да речеме, ако прашаме пролетните празници, на што укажуваат? Пасха на што укажува? Христовата жртва на крстот. Празникот првина на Христовото воскресение. Педесетница, слегувањето на Светиот Дух, значи годишнината на давањето на законот, слегувањето на Светиот Дух, оној што го пишува Божиот закон во човечките срца. И сега за сето тоа може да речеме дека е исполнето, Христос ги исполнил сите пролетни празници. Можеме да кажеме дека е исполнет, иако не дефинитивно, и барем еден од есенските празници. Не може да се докаже точно, во смисол да се докаже до ден, но верувајќи дека Исус бил роден на есен, јас лично верувам дека бил роден на првиот ден од празникот Сеници. Не можем да докажем, се разбира, ниту Библијата тоа го кажува, а бил образен на 8-миот ден, значи наредната 8-миот ден од Сеници, и првиот и 8-миот, значи и 15 и 22 од месецот биле саботен ден, односно ден за одмор. Тоа сум го кажувал порано, затоа што според стихот што и сега го споменавте, Јован пишува во првата глава, 14 стих од своето Евангелие, дека Словото кое што станало тело, плод, се вшаторило. Меѓутоа, зборот што конкретно се користи во скинија, да, значи може да го преведеме, тој збор може да го кажеме и вака, се восеничил, бидејќи така ги нарекувале и сениците, со истиот збор. Не знам, србите користат збор земуници, земуница, дали тоа е исто, со сеницата. Дали е, освен шатори, какви други изрази, за некој привремено живеалиште. Привремено живеалиште, кое што служи само за привремено. Најчесто шатор, да,
На македонски јазик мислам дека немаме друг збор. Нешто слично. Заради тоа се вошаторил, се восеничил, тоа ми е некако најблизок показател зашто верувам дека бил роден на првиот ден од Сеници, но се разбира како што реков, тоа не може да се докаже со сигурност. Но празникот на трубите, како и денот на помирувањето, дали се исполнети? Не се исполнети? Што мислите? Судот. Евреите целиот овој период од празникот на трубите, значи кажено годинава од средата до следниот четврток, до Јом Кипур, го нарекуваат 10 страшни денови во еврејската традиција. Целиот тој период, според законот, да, само 10-тиот ден, само Јом Кипур е ден на најстрог пост, но за евреите сите овие 10 дена се страшни денови. Зошто? Зошто биле страшни овие денови? Ги доживувале како суд овие денови. Зошто? Затоа што однапред, значи во времето на стариот Израел зборувам, не денешниот неверници, што се нарекуваат евреи, однапред не се знаело како ќе поминат на Јом Кипур. Целиот народ, колективно. Што значи тоа? Што се случувало на секој Јом Кипур? Господ тогаш го оправдувал својот народ. Целосно ги простувал и ги бришал сите беззаконија на својот народ. И сега тоа однапред не било известно дека ќе биде така. На секој Јом Кипур, со страв и трепет, со пост и молитва, очекувале како Господ ќе пресуди за таа година. Ако Господ решил да ги оправда, тоа било причина за голема радост после тоа, и со таква радост влегувале во радосното празнување на Сениците, кои што биле најрадосниот празник од сите еврејски празници во целата година. А последниот ден на Сеници, најрадосниот ден од сите во целиот еврејски календар. Но Господ можел и да не ги оправда, да донесе одлука според која нивните гревови нема да бидат простени таа година. Како го покажувал тоа? Ако Господ донел таква одлука, како го покажувал тоа? На кој начин? Првосвештеникот бил убиван на лице место во светињата над светињите, каде што само тој смеел да влезе и само тогаш во тој ден. И затоа се вели дека евреите ја врзувале јаже за ногата на првосвештеникот, ако случајно падне мртов, да може да го извлечат, бидејќи таму нема влегување од страна на било кој друг. Тоа е опасно по живот. Влезот во она одделение каде што е присутен Господ видливо со својата слава, е моментална смрт. Случајот со Узи и другите израелци, кои што се дрзнале да го допираат ковчегот, кога ковчегот бил надвор од светилиштето. Некои дори да ги тргаат кожите од љубопитство да видат што има внатре,
за нив, за десетици илјади, значило моментална смрт. Дали сега разбираме до некаде зашто евреите, еврејската традиција, овие 10 дена ги нарекуваат страшни денови. Дали ние денес живееме во времето на судот? Првата ангелска вест гласи како? Ја заборавивме? Ајде, рецитирайте, ајде. И подајте му слава. Зошто сето тоа? Значи, часот, првиот ангел објавува дека часот за Божиот суд, што значи времето за Божиот суд, е дојден. Веќе е дојдено времето за Божиот суд. Што уште се чека, ако е времето веќе дојдено, и тоа уште во 19. век, ако било дојдено уште во 19. век, што уште се чека овие 180 години? Што чека Господ? Господ ќе чека додека може некој се уште да се покае и да се спаси, Господ ќе чека. Додека може. Кога тоа повеќе нема да може, кога повеќе ќе нема смисло да се продолжува времето, затоа што веќе никој нема да се кае, оние што се живеат на земјата ќе бидат или запечатени, а другите жигосани, и веќе нема да има промена од таа состојба, затоа се нарекува запечатување. Тоа ќе биде капак. Или ќе бидеш запечатен, или ќе бидеш жигосан, и било едното, било другото, значи нема да има промена од таа состојба. Повеќе нема да има можност да се менуваш. Дали го разбираме тоа? И затоа повеќе нема да има смисол да постои, да се продолжува времето на милоста. Тогаш, кога тоа ќе се случи, а ние не знаеме кога тоа ќе се случи, никакви датуми, никакви години, само знаеме според знаците дека е многу близу. Како што ја гледам, знак прашање е дали оваа деценија, дали ќе го видиме крајот на оваа деценија, е знак прашање, бидејќи настаните се такви што многу лесно може да се случи крајот да настапи пред 30 година. Но ова е битното, не гатаме од напред сигурни датуми и сигурни години дека ќе се случи. Тоа е голема разлика. Зошто трубите? Што најавува трубата? Зошто се користеле труби во Стариот Завет, во Стариот Израел? Зошто се користеле труби? Што ви текнува? Прво. Кажете, зошто ви... Како? Ерихон, да, добро, тоа беше некако најтазе што го проучувавме. Летово, благодарам. Значи, трубата се користела во војна, така? Ерихон значи војна. Тревога споменавте, така? Значи, кај нас се сеќавам во свиреа сирени, често пати во Југославија. Во Израел, и кога требало заради некоја тревога, нешто, често пати низ вековите за тоа служеле камбаните по селата, црковните камбани. Ако треба нешто, некоја посебна вест, ако треба да се соберат сите во црква, на цело село да се собере, да се објави нешто, да се извести, да се каже, да се соопшти, тропале со камбаните.
Имало и луѓе што викале да специјални гласови за таква служба. Но во Стариот Израел за сето тоа служеле трубите. И дали ви текнува некоја трета употреба за трубите? На самите празници, секој празник и секоја сабота, секоја младина, секој годишен празник, саботата беше најчесто, значи седмично, со заоѓање на сонцето трубеше труба. Со завршување на саботата трубеше труба. И на секој друг празник, не само саботите. Каде во Новиот Завет се споменува трубење труба, се сеќавате? И овој збор теруа повеќе се однесува на аларм, на тревога, според своето значење, што може да значи и војна. 7 труби во Откровението. Што најавуваат 7 труби со еден збор во Откровението? Како ќе го сумирате тоа? Зошто е тоа представено како трубење на труби? Што е тоа што се случува после трубењето на секоја труба? Како ќе го, со еден збор, како ќе ги опфатите сите труби? Што ви текнува? Зла, неволи, најава за... Значи, тревога, може да се рече тревога? Може да се рече. Војна може да се рече? Може да се рече. Добро. Дисциплински мерки е многу културно. Благодарам и за тоа. И каде на друго место се споменува труба? При воскресението на мртвите. Што кажува апостол Павле? Во еден час, при гласот на архангел и при звукот на последната труба. Последната труба. Ви се допаѓаат овие зборови? Последната труба. Токму на тоа укажува празникот на трубите. Второто Христово доаѓање. Сонја, ти сакаш да пееш? Комшија ке сака да пее. Имаш итен повик, да. А да случајно да не си расположен за пеење ти? Да, случајно да не си расположен? Да ни отсвириш нешто? Не случајно? Добро. Ја прашав случајно. Веќе си у пензија? Добро, благодарам. Знаете зашто? Денес немавме служба за пеење, ми фали музика. Односно, веќе подлого време сме ја немале, така. Повеќе од месец дена, мислам, ако не се лажам. Некој случајно друг да сака, не показна, туку онака да сака да испее нешто. Нема желба никој? Не е ден за пеење, така. Ова е ден за страф, за самоиспитување. Ова е секоја причест е едно мало подсетување на судниот ден. Ден на судот. Дали сме достојни или не сме достојни. Покажува дали сум сега спремен или не сум спремен, ако што? Ако умрам денес. Има шанси денес да умрам? Има. Дали сум спремен или не сум спремен, ако дојде Господ? Спремен сум.
Тоа е прашањето што се поставува пред секој еден од нас и тоа е прашањето што особено го поставуваме на денот на светата причест. Нека со овие мисли Господ не подготви да пристапиме кон овој свет чин, кон овој свет обред. Прво, обредот на понизност, зашто ги замолувам сите наши сестри да се подготват и пристапат во долната просторија за да го извршат тој обред. Потоа ние останатите кои што ќе земеме учество во него, а за сето време ќе замолам повторно да го држуваме мирот и тишината во молитвениот дом. Ако сакаме муабет да искочиме надвор и во ходникот да разговараме. Ви благодарам.